Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Стигнавме до глава 41 во нашето проучување на книгата Создавање. Станува збор за многу долга глава, а минатиот пат завршивме со стих 45. Ако имате Библија до себе, најдете го стих 46. На вас кои можеби за прв пат ја слушате оваа програма, сакам да ви кажам дека целта на овие пораки е да ја проучуваме Библијата, нејзиното значење и важност за нас денес. Ако сте заинтересирани да знаете нешто повеќе за Божиот збор, продолжете да ги слушате нашите проучувања и ви гарантирам дека ќе ви го променат животот. Пред да почнеме со читање на денешниот текст, ќе ви дадам краток преглед на случувањата во животот на Јосиф. Тој беше продаден како роб во Египет и 13 години подоцна ја доби можноста да застане пред фараонот за да го протолкува неговиот необичен сон. Му кажа дека значењето на сонот доаѓа од Бог и се однесува на следните 14 години. Во првите 7 ќе има изобилие, а во вторите 7 ќе има глад. Решението кое Бог го даде преку Јосиф е дека во првите 7 години вишок од храна треба да се складира, за да има доволно за сеопштиот глад кој ќе следи потоа. Слушајќи ги тие зборови, фараонот свати дека Јосиф е најкомпетентната личност која може да го води тој проект и му даде висока положба во Египет. Нешто како премиер во денешен контекст. Некој можеби ќе реагира: како е можно некој како Јосиф да биде на таква позиција? Нели е чудно тоа што фараонот му ја даде таа одговорност на поранешен затвореник? Главната причина зошто е тоа можно е бидејќи Бог беше со него во секоја фаза и ситуација од животот. Божјата рака го водеше и го подготвуваше за овој момент. На крајот од книгата Создавање, Јосиф ќе каже: вие мислевте да ми направите зло, но Бог го сврте кон добро. Тоа е прекрасна вистина. Втората причина зошто е тоа возможно е практична и има историска заднина. Отприлика во тој период од историјата на Египет, на тронот на фараонот седеле владетели од племето Хикси, кои имале бедуинско потекло. Со други зборови, тие владетели воделе корен од исто семејство како и Јосиф. Владетелите од племето Хикси имале високи барања во однос на службениците кои работат под нив, и за нив било тешко да најдат некој на кој можат да му се доверат. Како што видовме и предходно, Јосиф беше тип на човек кој беше посветен на работата. Тој беше свесен дека Божјата рака е врз неговиот живот, а тоа го направи плодоносен и предан на работата, без разлика каде и за кого работеше. Сметам дека тоа е уште една причина која објаснува зошто фараонот му веруваше на Јосиф. Со оглед на тоа што Јосиф покаже дека е способен за работата која треба да се заврши, фараонот нареди да му стават златна веришка околу вратот, која беше знак дека го има истиот авторитет како фараонот, а и го оженија со ќерката на свештеникот на Он. Нејзиното име беше Асената. Со други зборови, тој се ожени со жена која беше идолопоклоничка. Очигледно е дека нејзиното потекло е многу божечко и не израелско. Од таа гледна точка има уште една сличност помеѓу Јосиф и Исус. Како што Јосиф зеде жена која немаше израелско потекло, така и црквата е Христовата невеста со неизраелско потекло. Јосиф и 7 години на изобилие во Египет. Во стих 46 пишува: а Јосиф имаше 30 години кога се представи пред фараонот, царот египетски. И откако отиде од фараонот, тој ја обиколи целата земја египетска. Јосиф започна да работи како службеник во Египет на 30 години. Може би предпоставувате дека и тука има паралела со Господ Исус Христос, кој ја започна својата служба на 30 години. Уште на самиот почеток, тој многу сериозно ја свати одговорноста која му беше дадена. Во текот на првите 7 години, тој планира да го собере вишокот жито од целата египетска земја. Идејата е да се штеди кога има изобилие, за да има доволно кога земјата ќе роди малку. И за 7 родни години земјата роди во изобилство. Со други зборови, првите 7 години имаше големо изобилие и египтјаните можеа или да го потрошат, или да го складираат за понатаму. Ако Бог не му дадеше сон на фараонот и не го оставеше Јосиф во затворот за да го протолкува сонот, големи се шансите дека египтјаните ќе го потрошеа вишокот жито во првите 7 години, а потоа ќе гладуваа.
За да не се случи тоа, Бог најде начин како да се погрижи за нивните потреби и да ја објави својата грижа и заштита на народот кој не го познава. Јосиф почна со собирање и складирање на житото. Стих 48. И собираше Јосиф за тие 7 години секаков вид жито, што го даваше египетската земја, и го носеше житото во градовите. Во секој град го носеше житото од околните ниви. Тој прави нешто многу практично. Житото го складира во секој град, ако се родило во таа околина. Не само што најде начин како да се собере вишокот жито, туку и направи систем за дистрибуција на истиот. Така, насобра Јосиф многу жито, колку што е песокот морски, така што престанаа да го мерат, зашто немаше број. Поинаку кажано, Египет беше кошница со леб за останатиот свет. Пред да дојде Јосиф, земјата имала таква репутација, а сега, откако Јосиф е на власт, Египет стана кошница со лебови. Стихови 50 и 51. А пред да настанат гладните години, му се родија на Јосиф 2 сина кои му ги родија Сената, керката на Потифера, свештеник од Он. И на првородениот Јосиф му стави име Манасија, белејки, зашто Бог ми овозможи да ги заборавам несреќите мои и целиот дом на мојот татко. Јосиф беше толку зафатен со работа и одговорности, што заборави на тоа што му се случи во домот на татко му, особено злото што му го направија браќата. На почетокот му недостасуваше домот, но веќе не. Минатиот пат дадов коментар на стихот во кој пишува дека Јосиф се избричи и подстрижи пред да се појави пред фараонот. Некој можеби ќе рече, тоа не е важно за нас. Тоа може да ги интересира менаџерите на компанијата Жилет. Сметам дека тоа е навистина важно, зашто евреите носеле долги бради, а кога Јосиф се избрича и подстрижа, со тоа покажа дека го остава зад себе стариот живот и почнува нов. Имајте го тоа на ум. Од тој момент, тој изгледа, се облекува и зборува како египтјанин. Затоа можеше да каже, Бог ми овозможи да ги заборавам несреќите мои. А вториот го нарече Ефрем, велејки, бидејќи Бог ме направи плоден во земјата на маките мои. Јосиф е плоден. Покрај се што му се случи во животот, Бог го направи плоден, бидејќи постојано му беше послушен и не дозволи злото на неговите браќа да му го огорчат срцето. Во овие стихови има многу важна духовна примена и за нас денес. Независно колку другите ни сгрешиле во минатото, ако останеме верни на Бог, ако не живееме во светло на злото кое ни го направиле другите, туку живееме во светло на неговата добрина, тој ќе не направи плодни. Стих 53. Но изминаа 7 родни години во египетската земја. Со тоа завршуваат првите 7 години од сонот на фараонот. Сега Јосиф има 37 години. Имајте го тоа на ум, зашто ќе биде важно при проучувањето на следната глава од книгата Создавање. Светот се соочува со глад. И настапија 7 гладни години, како што беше рекол Јосиф, и настана глад по сите земји, а во целата египетска земја имаше леп. Но, кога почна да гладува египетската земја, народот му бараше на фараонот леп. А фараонот им рече на сите египтјани, одете кај Јосиф, па како што ќе каже тој, така правете. Јосиф е тој кој може да им даде леп. Сличноста со Господ Исус Христос е во тоа што тој рече, јас сум левот на животот. Забележете што пишува во стих 56. А кога гладот се прошири во целата земја, ги отвори Јосиф сите житници и почна да им продава на египтјаните жито, бидејќи настана голем глад во египетската земја. Со тоа завршува глава 41. Глава 42. Доаѓаме до глава 42, во која е запишан еден од најдраматичните моменти во животот на Јосиф. Според мене, ова е и еден од најдраматичните моменти во целото Свето писмо. За кратко, ќе видите за што станува збор. Во оваа глава читаме за 7 години во кои ќе има глад. Можеби некој ќе помисли, конечно, почнуваме да ја забележуваме Божјата рака. Се согласувам дека Божјата рака може да се види во глава 42, но можеше да се забележи предходно. Сетете се дека, додека Јосиф беше во затвор, тој не можеше да предпостави дека ова ќе се случи. Тој беше оптимистичен, но не верувам дека очекуваше вакво нешто. Би сакал и јас да бидам малку пооптимистичен во животот.
без разлика што ќе се случи, без разлика какви ќе се околностите, да можам да имам оптимизам заснуван врз верата во Бог. За жал, некогаш не е така. Доволно е да почне да врне или да се појават темни облаци и тоа значително да влијае врз моето расположение. Сигурен сум дека има и други луѓе кои се чувствуваат така. Јосиф се наоѓа во уникатна позиција. Што ќе се случи во следните 7 години? Предпоставувам, некои од вас можат да погодат. Гладот ја зафати целата земја и луѓе од сите краишта на земјата доаѓаа во Египет за помош. Погодете кој ќе дојде кај Јосиф за помош? Ајде да почнеме со читање на глава 42 и да дознаеме. Во текстот кој е пред нас, ќе видиме дека Јаков ги прати 10 синови во Египет за да купат жито. Зошто само 10 синови? Зошто не го праќа и Венијамин? Зашто не сака да го изгуби и него? Не знам дали ќе можеше да преживее такво нешто. Синовите на Јаков отидоа во Египет и се сретнаа со Јосиф. Не го препознаа, но тој знаеше кои се. Прво, не го препознаа зашто мислеа дека е мртов и нема причина да веруваат дека ќе се сретнат со него. А Јосиф знаеше дека ќе ги сретне. Втората причина зошто не го препознаа е затоа што е избричен. Помина долго време откако се видоа последен пат. Кога го продадоа во робство, Јосиф имаше 17 години, а сега има 37. Тоа значи дека се немаа видено 20 години. Покрај тоа, Јосиф беше облечен како египтјанин. Во првиот стих од глава 42 пишува: Кога Јаков чу дека во Египет има жито, им рече на своите синови: Што чекате? Синовите на Јаков се гледаа збунето, не знаејќи каде да се свртат или што да направат. Ете, слушам дека во Египет има жито. Ова е добра илустрација за тоа како функционира верата. Многу луѓе велат: верата е мистерија за мене, не знам како да верувам. Зборовите на Јаков се добар пример дека кога веруваш во нешто, треба да действуваш врз основа на твојата вера. Одете таму и купете ни жито, за да останеме живи и да не умреме. Јаков слушна дека има храна во Египет, поверува во таа информација и действуваше согласно. Тоа е добра илустрација за спасоносната вера. Некој ќе рече: како да поверувам во Исус? Замислете Јаков да застанеше пред синовите и да им речеше: слушнав дека има жито во Египет, ама не знам дали да верувам во таа информација. Единствениот начин да ја провери таа информација беше ако Јаков действуваше врз основа на тоа што го слушна. Во Дела 16:31 пишува: Поверувај во Господ Исус Христос и ќе бидеш спасен. Кога Јаков слушна дека во Египет има жито, тој поверува и ги прати синовите да донесат храна. Верата им помогна на Јаков и на неговите синови да добијат храна. Верата ни помага нам денес за да добиеме вечен живот преку Исус Христос. Во стиховите 3 и 4 пишува: И 10 браќа Јосифови отидоа во Египет да купат жито. А Венијамин, братот Јосифов, Јаков не го пушти со браќата негови, велејки, за да не го снајде по патот некоја несреќа. А што ако им се случеше некоја несреќа на останатите синови? Од една страна, повозрасни се и ќе знаат како да се одбранат. А од друга страна, дури да им се случеше нешто лошо, тоа немаше да го боли Јаков толку, колку што би го болело ако му се случи нешто на Венијамин. Тоа не значи дека Јаков воопшто не ги сакаше другите синови, но очигледно е дека неговата љубов кон Венијамин беше посебна. Затоа ги прати во Египет без најмалиот брат. Стих 5. И дојдоа синовите Израелови да купат жито заедно со другите што доаѓаа, бидејќи во хананската земја владееше глад. И сега доаѓаме до еден многу драматичен момент. А Јосиф беше управител во земјата. Тој и му продаваше жито на сиот народ од таа земја. И браќата Јосифови, кога дојдоа, му се поклонија со лицето до земји. Јосиф ги очекуваше браќата, бидејќи знаеше дека е само прашање на време кога ќе дојдат. Кај него доаѓаа представници од многу краеви на земјата да бараат помош. Гладот го зафати целиот свет. Јосиф беше во право. Неговите браќа дојдоа да побараат помош. Се поклонија пред него, не знаејќи кој е тој, на кој му се поклонуваат. Баш ме интересира што мислеше Јосиф кога ги погледна. Патем,
Ке се сетите ли на еден од соновите кои Бог му ги даде додека живееше во домот на татко му? Бог му покажа дека еден ден неговите браќа ќе се поклонат пред него. А овој момент е исполнување на тоа предскажување. Стих 7. А Јосиф, штом ги виде браќата своји, ги позна. Веднаш штом ги виде браќата, Јосиф почна да се однесува сурово кон нив. Зошто? За да ги тестира и да види што ќе му кажат. Но се правеше како да не ги познава и остро им проговори и рече: "Од каде сте дојдени?" А тие одговорија: "Од ханаанската земја, да купиме храна." Слушате какви прашања им поставува. Јосиф пак ги позна браќата своји, но тие него не го познаа. И се сети Јосиф на соништата што ги беше сонил за нив, па им рече: "Вие сте разузнавачи. Сте дошле да ги извидите слабите места на оваа земја." А тие му рекоа: "Не сме, господаре, туку слуги твои што дошле да купат храна. Сите сме синови на еден човек. Честни луѓе сме. Слугите твои никогаш не биле разузнавачи." Тој пак им рече: "Не, туку сте дошле да извидите каде е слабоста на оваа земја." А тие рекоа: "Ние слугите твои бевме 12 браќа, синови на еден човек во ханаанската земја, и ене, најмалиот денес е со таткото наш, а едниот го нема веќе." Браќата рекоа дека едниот брат го нема веќе, а всушност тој стоеше пред нив. Ова е многу драматичен момент, зарем не? Јосиф не им дозволува да се извадат лесно и од нив дознава колку што може повеќе информации. Тогаш Јосиф им дофрли: "Ви реков јас, вие сте разузнавачи." Јосиф решил да ги тестира своите браќа. Ке се обиде да дознае колку што е можно повеќе информации од нив, без да дознаат дека тој е брат им. Следниот пат ќе продолжиме со проучувањето и ќе видиме што ќе се случи. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.